Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Градоначалникот на Прилеп денеска изврши увид во градежните активности на автопатот Прилеп-Битола. На изградбата на автопатот се работи интензивно. Дали ќе биде готов во предвидениот рок во 2027 година, изведувачот, конзорциумот Бехтел и Енка не можеа конкретно да одговорат. И во Прилепско пожари, се уште гори кај Мариовско бешиште, изгасната е депонијата кај село Дебреште. Во Македонија активни 7 пожари. На локалните избори засега кандидирани 75 мажи и само 3 жени. Активните градоначалници на листата на партиите, пратениците засега не се заинтересирани за локалната власт. Во Прилеп се уште ниту една партија не предложила градоначалник. Паднал далековод додека ги извршувал земјоделските работи и се онесвестил. Времето денеска сончево, но со пониски температури од претходните денови. Минималната изнесуваше 16, дневната 24 степени. Урбан маркетинг. Не сме повеќе на старата локација. Стара Прилепска чаршија кај Бочварите. Сега сме на нова локација. Нова катна гаража кај пазарот покрај река до Телекабел. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Ви нудиме резервни делови за мотори, скутери, кросови, моторни пили, мотокултиватори, водни пумпи, пенти, велосипеди. Сервис за мотори, скутери, велосипеди, моторни пили. Имаме и голем асортиман на гуми за велосипеди, скутери и кросови. Контактирајте не на 071 323 062 или на 076 467 836. Салон за резервни делови и сервис за велосипеди и мотори. Канонада Прилеп. Експресна услуга и најприфатливи цени за сите клиенти. И најважно, увоз, извоз и производство на резервни делови. Канонада Прилеп. Кај нас ги имате сите делови за вашиот мотор. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филипуска. Градоначалникот на Прилеп Борче Овчески денеска изврши увид во градежните активности на автопатот Прилеп-Битола, која е дел од коридорот 10. На изградбата на автопатот се работи интензивно. Дали ќе биде готов во предвидениот рок во 2027 година, денеска изведувачот Бехтел и Енка не можеа конкретно да одговорат.
Автопатот опфаќа изградба на 10 мостови, 16 надвозници и 6 подвозници. Ова инфраструктура не значи само дел од коридор 10, него е од огромно значење за напредокот во Пелагонискиот регион со поврзување на Прилеп, Битола и сите соседни населени места, со тоа што ќе им овозможиме побрз пристап на селата кон градовите. Исто така, со реализирање на овој проект, нашите потенцијални инвеститори кои што сакаат да инвестираат во Пелагонискиот регион, ќе имаат побрз и побезбеден пристап во нашите индустријски зони, односно на нашите градови. Од компанијата истакнаа дека имаат потреба за уште 400 работници, кои не би сакале да ги увезуваат, туку да вработат луѓе од локалните заедници. Значи, во моментот на целиот проект имаме преко 2000 луѓе кои работат со нас. Тука на Прилеп Битола има околу 350 луѓе кои што се од локалните заедници кои што се вработени. Значи, секогаш сме отворени и тој број ќе расте понатаму. Значи, очекуваме во пикот кога ќе биде најголемата градба на патот, очекуваме на Прилеп Битола делницата да бидат околу 1000 луѓе вработени кои што ќе работат. Кај нас имајте на ум дека преку сите оние кои што работат за нас го поминуваат нашата обука за безбедност и други вештини и сите така што се заинтересирани да работат кај нас и за нас, посебно инженери и така натаму, да се обратат на hr@beuk.mk. И во Прилепско пожари. Се уште гори кај Мариовско бешиште, изгаснат е пожарот кај село Дебреште. Во Македонија има активни 7 пожари. Депонијата кај Дебреште, Долненско, не престанува да гори. Прилепските пожарникари неколку денови се ангажирани за ставање под контрола на пожарот со цел да не се прошири на околните ридови или кон селото. Додека пак пожарот во Мариовско, кај селото Бешиште, гори веќе 14 дена, но е ставен под контрола, вели Виктор Стојчевски, командир на територијалната противпожарна единица Прилеп. Ситуацијата, пожарот таму е ставен под контрола, локализиран, значи, во еден непристапен дел на уредена шума од бори и бука, приземен пожаре и се чистеа пристапните патишта од македонски шуми, за да не може пожарот да се шири. Моментално таму работата е превзета македонски шуми од Прилеп, Кавадарци и Битола. Површина, голема површина е, сега точно не ја знам површината, ама е прилично голема површина. Денеска 11 јули до Планне имаше вкупно 14 пожари во Македонија, информираат од Центарот за управување со кризи. Од нив активни се 4, под контрола 6, локализирани 2 и 2 пожари се целосно изгаснати. За престојните локални избори засега се кандидирани 75 мажи и само 3 жени. Активните градоначалници на листата на партиите, пратениците засега не се заинтересирани за локалната власт, а во Прилеп се уште ниту една партија не предложила градоначалник. За престојните локални избори во октомври објавени се имиња на 74 кандидати за градоначалници. Најмногу ги има од ВМРО ДПМН 40 кандидати, 30 од СДСМ, по еден кандидат од Движењето Знамир и Алијанса. И актуелните градоначалници се во трка по нови мандати. Од 40 до сега предложени кандидати од ВМРО ДПМН 30 се актуелни градоначалници кои ќе влезат во изборната трка за нов мандат. Пред 4 години СДСМ победи во 16 општини, а он нив до сега во 6 општини им е дадена поддршката на актуелните градоначалници. Интересно е што ниту еден пратеник за сега не претендира да се пресели во локалната власт. Она што остава исто така впечаток е што до сега за престојните локални избори, барем од досегашните објави за кандидати што влегуваат во изборната трга, има место само за мачо надпреварувачи. Од 74 предложени кандидати за градоначалник од партиите, за сега само 3 се жени.
една од ВМРО-ДПМН и 2 од Социјалдемократскиот сојуз. На последните локални избори 2021 година од 301 кандидат за градоначалник само 25 беа кандидати жени. Инаку локалните избори 2025 година треба формално да ги распише председателот на собранието. Најавите се дека тоа ќе се случи во првата работна недела од август, но датумот се уште не е официјализиран. Ист е случајот и со датумот на изборите. Иако премиерот најави дека тоа би бил 19 октомври, кампањата пак ќе започне 20 дена претходно. Се случува и тоа. Синоќа, околу 19 часот во близина на патот Прилеп-Битола во местноста викана Горно Сандово паднал далновод во нива. Човекот кој работел на нивата паднал во безсознание, информираат од СВР Битола. Во полициската станица во Прилеп е пријавено во 19 часот дека лицето МВ, 70 години од Прилеп, додека изведувал земјоделски работи на неговата нива, слушнал силен звук и паднал во безсознание. А кога се освестил, забележал дека имало паднат далековод. Лицето МВ со возило на итна медицинска помош Прилеп бил пренесен во градската болница Прилеп за укажување на помош. Временска прогноза. Времето денеска сончево, но со пониски температури од претходните денови. Минималната температура во Прилеп изнесуваше 16 степени, дневната 24. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Следува период на сончево и потопло време со мала до умерена облачност. Дневната температура ќе биде во постепен пораст. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, јули 2025 година. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.